Господине Нечев, добар ден, благодарам што сте дел од Агенда 35. Вчера излезе извештајот за напредокот на земјава од Европската комисија, се очекуваше со нетрпение и лоцираше критики во областите за кои што и онака очекувавме дека ќе има критики. Кој е вашиот коментар и генералната оценка за овој извештај воопшто? Па да, некако, за разлика од многу други години, за прв пат оваа година некако извештајот предизвика возбуда кај експертската јавност. Некако сите беа во очекување на тоа што ќе пишува во извештајот. Предходно многумина него ни читаа. И сега не го читаа многу, но ете некако предизвика возбуда да видиме што и во кои делови какви критики ќе добиеме, бидејќи се надзираше, а и ние веќе неколку пати досега во изминатиот период навестувавме дека ќе има критики и точно во областите во кои што сме највеќе критикувани, посебно во делот на фундаменталс или темелни или темели. Тука се очигледно најголемите критики и тоа е од особено значење, бидејќи се гледа дека да напоменеме за гледачите, кластерот темели е тој клучниот кластер кој што се отвара прв и се затвара на крајот од преговорите. Потоа се утврдува и важноста на самиот кластер. И кога вие ќе видите дека во извештајот пишува дека нема прогрес и во борбата против корупција и превенција на корупцијата и во правосудството и така натаму, тогаш гледате дека нешто не се работи во државата како што треба и без разлика на тоа дали ние и колку сме заглавени во процесот поради вметнувањето на бугарите во уставот, тоа не значи дека ние можеме да ги кренеме рацете и да кажеме никакви реформи нема да правиме. Тоа значи дека апсолутно не е точно дека уставните измени, внесувањето на бугарската земјица во уставот е единствениот или последниот услов на патот кон него и дека навистина ќе требаат и вистински реформи. Не далеко од тоа. Значи, тоа е услов за кој што ние ќе можеме да ги продолжиме преговорите. Но далеко од тоа да очекувањата дека доколку ние ги исполнуваме или ги задоволиме потребите или желбите на Бугарија во овој случај или на некои други земји членки, дека тоа ќе не доведе еден ден до членство. Сепак и покрај тоа што имаме многу критики на самиот процес и како се одвива, посебно во однос на нас, сепак на крај тој процес кој што треба да го трансформира ова општество и да воспоставиме едни европски стандарди во нашата земја во кој што ние ќе функционираме. За тоа е потребно да се прават реформи. И онака една од првите реченици во извештајот кој што е доста интересен, во кој што некако се говестува лип сервис кој што владата ја дава на Европската Унија и колку е битна Европската Унија за оваа држава, а понатаму кажува дека како земја која што е во процес на преговори треба драматично да го засили темпото на реформи. Така да добро е што ја фалиме Европската Унија и што сакаме да се интегрираме и што нонстоп тоа го истакнуваме, но треба да си ја завршиме домашната работа во делот на ЕУ реформи. Значи, практично пишува јасно дека има еден јаз, или се отсликува јазот помеѓу политичкиот наратив на владата и начинот на кој што дома се владее, кој што не е баш европски. Така, токму тоа. Со една реченица е токму тоа. Да, освен оние критики во делот за владење на правото, борбата против корупција и правосудството, многу експлицитно е наведена злоупотребата на европското знаме. Како ја коментирате оваа злоупотреба? Гледаме дека кај нас многумина дури експерти велеа дека не е ништо страшно, но очигледно Европската комисија ова го забележала и го нотира и на писмено. Како објаснувале експертите тука и како ја оценувале, како е таа промена, начинот на промена на кривичниот закон е донесен, добивме чиста критика од страна на Европската комисија, така да ние можеме да зборуваме како тука било пренесено во медиумите и како ние го разгледуваме тоа, ги разгледуваме тие промени, но очигледно е од тие кои што ни ги даваат оценките дека е оценета многу ниско, односно дека самиот процес е злоупотребен. Така да тука паѓаат во вода, не мораме ни ние сега да даваме контра тези дека во суштина се работи за злоупотреба на таа процедура, кога самата Европска комисија тоа го истакнува во својот извештај. Ако не се лажам, уште од времето на извештаите на владењето на владата на Груевски, ова е прв пат вака експлицитно да биде забележана злоупотребата на европското знаме, така?
се напоменува и претходно дека имаме прекумерна и некогаш непотребно користење на процедурата со EU знаменце, но вака експлицитно со директни примери кои што се како кривичниот законник и законите кои што се мина за Бехтел и Јенка. До сега вака експлицитно, посебно во овој последниот период сме немали. Тоа е само по себе една критика која што треба озбилно да ја прифатиме, за да стигне до овој степен, да стават во извештај експлицитно. Тоа значи дека владата дури кога имала интенција и желба да ги промени овие закони на тој начин, веќе имало укажување од страна на делегацијата на Европска комисија тука да не го прават на тоа дека они како комисија, како делегација мора да искочат во јавност и да го кажат тоа експлицитно, бидејќи се коси со нивните стандарди. Владата сигурно била неколку пати опоменета, но по она како што изгледа и на крај кој е крајниот ефект, дека тие забелешки многу не им имале значење и решиле сепак дека и покрај забелешките ќе одиме и ќе направиме промени на овие, посебно на овие два закона, односно на овие повеќе закони, ќе направиме со злоупотреба токму на таа процедура. Да, како што кажавте, во првата реченица дури од извештајот наведена е разликата во наративот политички на владата и начинот на кој што се имплементираат реформите дома, со оглед на фактот дека европскиот наратив или европската реторика на владата е многу клучна, тие тврдат дека се за Европа, себе си се нарекуваат проевропски, западен политички блок. Колку мислите дека извештајот ќе ја подрија таа нивна политичка позиција, како ќе биде примен дома и како ќе се рефлектира на домашната политичка сцена? Ќе видиме како ќе биде искористен дома, али дека е подрива целиот тој наратив, дефинитивно. Бидејќи она што секојдневно го слушаме се зборови на адмирација кон Европската унија, она што значи Европската унија и како треба тоа да изгледа на локално ниво во нашата земја. А очигледно гледаме многу реформи кои што под пластот на европската интеграција одиме токму во спротивната насока. Така да сигурно ќе влие сигурно негативно, ќе има последици. Сега како ќе се обидат они да го избалансираат или да го ублажат тој ефект, допрва ќе видиме, но она што може да се забележи дека некои одредени измени, знаете дека дури и да се утре да решат да го сменат целиот, не да го сменат наративот, туку да ја сменат постапките кои што треба да го поддржат тој наратив, е многу тешко бидејќи ефектите ефекти веќе има. И тие ефекти не можете да ги вратите, а посебно тоа е во случаите со висока корупција, кои што ги видовме подека поради застарување беа терминирани. Нема начин вие како ќе го вратите на тоа. Плюс она што извештајот експлицитно напоменува е дека на подолги стази овие измени ќе продолжат да предизвикуваат проблеми. Односно дека амандманите посебни на кривичниот закон ќе ги оневозможат судските институции да си ги завршуваат своите работи како што треба поради тие измени. Така да тоа на краток рок се стопирањата на сите овие посебно на случаите врзани со висока корупција, оние што се потегнати од специјалното јавно обвинителство, поранешното специјално јавно обвинителство, али на долг рок ова ќе продолжи и понатаму да имаат ефекти врз борбата против корупцијата. Да, во однос на тоа како ќе се обидат да се извадат или да го оправдаат овој негативен извештај, веќе видовме известни обиди. Тоа се изјавите кои што сугерираат дека целиот овој извештај, сите критики се должат на блокадите на опозицијата и фактот што се уште не се отворени поглавјата 23, 24. Колку е ова точно и колку мислите дека нам затоа што не преговараме, ни се врзани рацете да се бориме против корупција? Не можеме ли ние и вака да се бориме против корупцијата и да работиме на владењето на правото и покрај тоа што преговорите се уште де факто не се почнати? Видете, вие ги има, судството ги има инструментите.
Овде имаме случај во кој што политиката ги врзува рацете на судството. А тоа нема никаква поврзана со тоа дали ние ќе почнеме утре преговори или ќе почнеме по една година. Тоа нема никаква врска со тоа дали ќе ги ставиме бугарите во уставот или нема да ги ставиме бугарите во уставот. Ова се судството ги има сите инструменти за да се бори против корупцијата. Работата е дали тоа навистина сака и дали е оставено да се бори од страна на самите политички елити. Има пораки за опозицијата тука, особено во делот на политичка поларизација и блокадите во законодавниот дом. Како мислите дека овие пораки ќе бидат примени и ќе има ли начин некако политичките партии да сватат дека ова е процес кој што бара политички консензус, не префрвање на вина? Јас се надевам. Мора да сватиме дека ова е процес кој што, ако ги видите изјавите на сите политички чинители, сите кажуваат дека ЕУ е приоритет за нив. Сега, ако ЕУ е приоритет за нив, тогаш треба да постои еден минимум консензус за тоа дека државата треба да иде напред во процесот на европска интеграција, но треба да има и консензус за тоа како ќе оди државата напред во тој процес на европска интеграција. До сега не сме виделе ваков консензус и таа поларизација постои и е понатаму се развива и се ојачува, но треба да најдеме еден момент, тука и капацитетот на самите политички лидери да седнат и да се договорат околу тој консензус, како државата ќе се движи напред. Тоа не е, знаете како сите влијаат на таа поларизација, дали се партии од опозиција, дали се партии на власт, како сме стигнале до оваа блокада повторна која што сме сега, е исто прашање. Така да, се додека не седнат сите и се договорат, не постигнат еден консензус поврзан со европските интеграции, кои што значат и реформи, значат и тешки политички одлуки, се додека го нееме тоа, многу тешко ќе одиме напред. Тоа го нотира извештајот, не мора дури да не го нотира извештајот, тоа е начин на кој што можеме само да се движиме напред. Друг начин не постои, зашто ако не го направиме тоа, не постигнеме консензус, секогаш ќе имаме една или друга партија која во одреден момент е во опозиција или на власт да го блокира процесот поради сопствени политички интереси. И да се ја префрлат вината, како што сме виделе милион пати досега, кој е крив, а на крај, колку години, ние сме се уште само што ги почнавме процесот на преговори. Моето последно прашање се однесува на политиката на проширување на ЕУ. Воопшто точно е дека има еден, како многумина го нарекуваат, политички или геополитички момент кој што треба да биде искористен и дека ова прашање повторно реактуализирано и е високо на агендата на европските земји членки. Колку има реална можност за имплементација на овој нов пристап кон земјите од Западен Балкан, сега проширени со Украина и Молдавија, или сепак и самата Европска унија го користи на ниво само на политички наратив, кој што е сега неопходен? Така, во овој момент се уште е само политички наратив. Донесени се одредени политички одлуки со кои што земјите се придвижени напред во процесот на европска интеграција. Но се додека не видиме конкретни чекори кои што самата Европска унија ќе ги направи во насока на прием на нови членки, ова ќе биде само политички наратив без подлога, на ниво на политики, на ниво на буџет и така натаму, кој што ќе може да го покрене овој воз нанапред. Огромна е сега разликата со последниот извештај и не само со извештајот, туку и со добивањето на препорака за отпочнување на преговори од страна на Европската комисија. Ќе видиме тоа дали ќе ја потврдат во декември Советот, но станува збор сега за еден пакет од земји кои што не се само од Западниот Балкан, ексклузивно, туку имаме и други земји кои што и текако ќе влијат на процесот на проширување. Да, ќе видиме дали овие земји ќе ни се прикучат нам во групата на вечни чекачи или пак навистина ќе дадат еден нов импулс и ќе помогнат за процесот навистина да се забрза и да биде пречекан со соодветна реализација.
Тоа ќе видиме. За сега нашите лидери во регионот мислам дека се индиферентни во тоа што се случува, односно како се движат нанапред Молдавија и Украина. Но како што изгледа на нас барем, како луѓе кои што го следиме долго време процесот на европска интеграција, Украина доста брзо се движи во процесот и за многу кратко време, доколку ова темпо продолжи, ние ќе гледаме Украина како се приближува се повеќе и повеќе до Европската унија, додека ние или нели талкаме негдека под процесот или тонеме надоле. Ви благодарам многу за интервјуто и за пораките. Се гледаме повторно во следна прилика со анализа на следните чекори од процесот на европските интеграции. Благодарам.